Почитувани гледачи, добро дојдовте во уште едно издание на подкастот Митови и факти. Денеска во нашето студио, тука во Слободен печат, во центарот на Скопје, имаме една легенда, на прво би рекле фудбалска, но тој не е само фудбалска, туку е општествена легенда. Со нас тука е Васил Рингов. Добар ден. Добар ден и од мене. Мене ми представува голема чест, еден од најголемите фудбалери на Македонија, но и на некогашна Југославија, да, ете, тука се сложи, да дојде и да разговара со мене. Па, не одбивам. Не. Гостин да бидам, поготово во вашата емисија, зависи од прашањата. Добро се прашањата, нели? Така. Не ги кажуваме однапред, за да биде поинтересно и повозбудливо. Така. Во биографијата пишува Васил Рингов, роден 1955 година. Априлско дете. Како? Априлско дете, да. Роден во Струмица. Сега знам јас дека вашиот брат е роден во Скопје. Точно. Да. Ние сме живеели. Како во тоа? Скопје. Значи, Татко ми работел. а таткото од Струмица е? Струмич. По мајка му, моја баба е бежанска. Од Егејска Македонија. Од Егејска Македонија, од Кукушко. Заврши школу, предпоставувам некоја виша во тоа време и живееме во Кисела вода кај Стара Рампа. А работел тука, брат ми роден 52-а и крстен во Света Димитрија. 53-та се повлекол. Се повлекол, да, и вие сте роден во... Јас сум роден 55-та во Струмица. Сестра ми 58 исто во Струмица. Да. По И местото на мајка ми. како идело тоа со крштењето? Слушаме секакви муабети, забрането било... Или не било популарно? После ми кажа, мајка ми, непопуларно било, не смеел, нали? Другарка и роднини имала во Скопје. Татко ми на работа, автобус доаѓа, и јас А украсам. тоа за вашата крштевка? За моја. Од Струмица со автобус до Скопје? Мајка ми доаѓа на гости. Бојко Стојан имавме. Братучет. Ме крсти во Свети Димитри и ме враќа по план. Дори И татко никој ми не знае? не знам. И таткото не знаел. знае? Да се ни мешал. Да, и било непопуларно тогаш да се крсти. Предпоставувам да се работи во приказ, државна служба. Да, Да. државна служба, работел, статистика. Значи, Васил Рингов е струмичар Па и јас сум- скртен во Скопје. Точно. И јас стално, постојано викам кога ќе ме прашат, стромичанец, 50 години на привремена работа во Скопје. Аха, да. Тоа е моја позната. Да, и не само во Скопје, и други излети по други Живе градови. секаде, овде во Скопје сум од 77. Од 77. Сега Струмица, таму значи некаде Убав град, во раните мојо време 60 сега. години, како е да се расте во Струмица? Па не зборам за младоста, не ни тако. Меѓутоа, живее во центар. Баш пред мене е Гоце Делчев. Спомени. Сад споменикот, ама не знам дали знаете, најголемо Југославија беше и со раците расширени. Тоа е Егеј, Пирин, се Аха, таа е пораката на Гоце Делчев. Многу деца имаше во Мало, во кој е мало беше тоа? го вика Бабјак Мало, ама постарите од моје Мало го крстија Апашко Мало. Са не знам зашо, Апашко како. Апашко Мало. Мора да објасним. Основната школа ми беше 50 метра. Гимназијата 30 метра. Автобуска беше на центарот 15 метра. И по цело лето, стварно, сега малку ми е чудно родителите да воспитуваат деца. Нас улицата не Пола воспитуваш. беа роднини, пола соседи, ке едно место се јаде, на друго се игра. Нема кај ги стигнеш и јадеш. Те викат сите. Сите имавме, јас имав 2 баби па. Аха. Во двор. Двете баби во дворот, и од Во мајка, и дворот, од две мајчини, и од коки, таткова страна. Таткова страна. Е многу интересно. Второ, И колку братучи имаше во околина? многу. Многу. 5 сестри беа. Мајка ми живеја на периметар, или како се вика, 100 метра.
сите. И тука сите внуци. Две тетки има со две деца, сите по 3 и по, не знам, може и 4 имаше една тетка. Плюс другарчиња колку сакаш. Во исто школо идевме. Разликата беше, тоа мора да го закон ли, не знам како беше, имаше Сандо Масев е најново школо. Прво блиско, ама го отворија тогаш. Јас прво делење го почна, чисто, со шпринтерки, Ново, лагаме, модерно, да. се соблекуваме, гардеробер имаше. Ама проблем беше, тамо беше одлучено руски да учат. Аха. Мои другарчиња сака англиски, отидоа Маршал Тито. Блиско до мене, Ама малку може- подалеку. малку подалеку се качуваш, на Баирот ни Струмичани викаме. Аха. А третото школа е Моша Пијаде, па само француски се учи. И ти во руски. Прво блиско ми беше Ептенд, не ни мислев се уче кој јазик, ама се среќававме, интересни работи имаше, такмичење имаше многу. На прво место Сандо Масев, јас бех за спорт. Добро, тоа предпоставуваме дека. Физика, хемија имаше квалитетни деца. Аха. И ти кажам, цел ден надвор бевме. Сад малку е чудно сега што го зборам. Моите работе. Баби две дома ми се. Само ке викнат дојди сака да Да јадам. се јаде, да се напие. Ке каснам дори лебо ке земам Надвор. надвор пак со децата. И што си играш? Игри, спортови? И измислувавме игри. Да. Фудбал цел ден, кошарка цел ден. Кој како ќе те викне, јас секаде одев. Јас сега Сандо кога си Масев размислувам, гимназија. Односно, тој е основно училище Сандо Масев. Сандо така? Масев Тој е локален народен херој херој. од Втора светска војна. Да. Моша Пијаде Добро, тоа знае. на И ниво Маршал и Тито, Маршал нормално. Тито на ниво на Значи, Југославија. еден локален и двајца... Така беше. Федерално. Трите основни. Да. И да велам, сами измислувавме игри. Позната игра беше потаркомит ми е струмички сад, не знам. Едни барат, другите комити се кријат. И таа случка заспав, не ме најдоа, дома отидов, Криејки се. криејки се. И- Не ме најдоа И стварно, цела ама ноќ го нема вас. дојдов дома, мајка ми закоса позади. Воспитувањето стварно по цел ден работат. Ке дојдат од 4 од работа, тетки сите работеа оствари. Ба јас бев познат кој да ме викне и играв. Било шо. Само дома да не си. Цела надвор. Убаво беше две баби контрола се. Немаше движење, немаше сите се знаевме. Кај ке те викне другарче, цел ден седаш кај него дома. Или кај мене дома или Да, да. постариот брат почна кошарка да игра. И јас поради него Тоа е се една работа фасцинантна околу вашата кариера. Вие прво станувате Умало добар се кошаркар, играв, па да. потоа дури фудбалер. Мало се играв. Познат бев, дај ми ракомет, ке изиграм. Поради брат ми јас кошарка почнав. Бевме генерација од Сандо Масев, да ти кажам. Браќа, сите имаа браќа, што тренира и игра во Неметали Огражден, мислам се играш. Братот е починат сега, така. Почина. Како му беше името? Кирил. Кирил. Сега Кирил е ако страшен добро играч. разбрав, он е голем талент за кошарка. Па познат беше. Дојде и у Скопје да игра. Сега, ние фактички 4 пати неделно кошарка тренирав и ги гледавме. Булинг, например, Херман Старио, Маријан Братмо. А генерација бевме Сандо Масев. Баш Сандо Масев, на брат ми другар кошаркар. Братмо е... внук на нешто на Да, Руднев Чичко Черен. бил, да. Да, Чичко бил. Аха. А со мене Сега у исто клупа Сандо Масев. Сандо Масев е постарио, со брат ми е другар, а брат му Ристо Масев со мене е друг. Тие беме клапа, му мало, ама и кошарка, озбилно да тргна. И ни се случи то 7-8 делење мисля.
Стварно бееме добри кошаркари, пионерско првенство Скопје да дојдеме. Работнички. Тоа која година е тоа? Тоа е 70 негде. Осведленје, деца. Со Комбе дојдовме, полуфинале проти Слога на Чаир играме, а другата група, не знам, работнички, фаворит. Да. И ви победивте Слога. Слога е тепавме и тоа е една случка. Ни влезе непознат човек, сега знам кој е. Аха, пријател. тоа беше непознато. Шамари на сите, мене Последна ме прескокна. Последниот превора. А вас ве прескокна? Не беше шлакарица? Не, ништо. Отидовме во феријални, се сеќавам, спиевме. Со Комбе дојде ни, душички, што вика. Ништо не знам. Другиот ден е финалето, предигра пред прв пат работнички старите, Буштор, Јанко, Лазо беше Првиот тука. тим, да. Првиот тим, ТВА, американци дојде, на кале се играше. Под тие ламбите, светла, што вика. Рефлектори. Не бе рефлектори. А, не бе рефлектори. Цементо. Аха, на цементот, ама игра со И ни американци. кажа победникот Од вашата? дојде од Савезот, Сојузот, Аха. кошаркашки до Македонија. Победникот оди во Љубљана да гледа светско, Првенство. ако е 70-та Љубљана, Значи, ова било малку предходно. претходно. Да. Ама надевајќи се во тие работнички, ке не победи, ние ги здробивме. Но вистина. Да. Тука во Скопје. Во Скопје пред студенти имаше струмичани. Лазо Кјути, навиваат што ќе прават. Душиш и не однесо. И не. Не, Па, да. првата лажга. Мисле, ќе И се од Скопје, изгубаме. такви сме, ако не победиме, не признаваме дека се Стварно. одржало. И како, значи се врати во Струмица, Со пехар, стварно, да објавија пехарот, тогаш. тоа ама ќе нема памтам. Љубљана за вас. Нема, шо. А таму Југославија Да, стана светски првак, така. Точно, со Данео, со Да, Тиген Капиџич. Капичич, да, со Сакав, Луци Симоновиќ. модерна беше. Да. Мислам, фудбал игра други луѓе постари од мене, нема Сега, другар. Што е проблемот со фудбалот сега? Тоа кошарката тогаш е по-ин спорт некако, повеќе се цени, Имаше интелектуален спорт. Нам се Струмица е говореше, позната. кошаркарите се интелектуалци, а фудбалерите Точно, се неписпени, така нешто. со години. Да. И вие не сакавте да бидете во тие вторите, а? Па не сакав. Блиско ми беше се. Фудбалот одев, јас гледав, играв по цел ден. Меѓутоа немав другарчиња од школото, сите кошаркари беа сака и јас. Нема шанса да ги напуштам. И се случи, брат ми многу влијаеше да откажам кошарка. А ми помогна, тогаш чудно ми е, многу прволигашки фудбалери војска служи во Струмица, не знам зошто. Јосе Серебров, Сократ Мојсов, мислам. И дојде од Динамо Загреб Киш, Едвард. Едвард Киш. Познат се, прволигаш. И имаше војнички клуб таму, нешто ги гледавте вие? Па секоја среда игра фудбал. Аха. Војска со пријателска. Со Беласица. Мислам, претпоставам. со Беласица, да. Да. Иначе, да кажам, Струмица е позната, два фудбалски клуба. Брат ми покојен што викаше, јас Беласица, клуб на богатите, нема врска, а чаршијата го држеше Тиверија. Тоа беа као градски клуб, као Атлетико Мадрид. Како Атлетико и Реал Мадрид. Ние јорганџиите се Тиверија и он, например, тако беше од Тиверија. А он беше Не за сакаше Тиверија. он. А играше и тој за Тиверија? Играше. Значи и А фудбал он и е кошарка познат играше. фудбал, сабота кошарка, Недела недела фудбал, да. Одбојка прекрасна, познат Никола Донев, например. Па добро, одбојката Струмица е развиена многу. Имаше и ракомет, ама кошарка, фудбал и одбојка. И мене И се ме игравте чуди се. Само дома да не си. И второ, Струмичани, тимските спортови ги. Јас не знам индивидуалес некој да пливаш Не се нема. сеќавам. Имаше Па нема кај да Ване се Стојанов. 2000 метра, 3000 метра трче. Нама ретко
Ретко индивидуални спортови. Друштвени се, ќе седнеш во кафана, се муабет и ќе играш фудбал, кошарка, ракобе. И јас променив, сите ме убедуваа. Јас играв правило, не пишани правила се, ама улицата прво те терат цигари, не смеш да одбиеш. А мора да се пуши. Постарите шо, оди купи Да, цигари, купи ми цигари, да, нема одбивање. нема одбивање. Второ, паркот ни е близко, градскиот стадион, те викам, мене ми е стварно, имаше бежанско мало, бегалците. Се егејци. Егејците се друго мало, Аха. бежанците се Прва светска војна. А, бегалци. од кога бегале, од Прва светска војна. Да, баба ми е бежанка. Аха. Има помала се. Од времето бежанско мало бе најдобри фудбалери у паркот се играше. Значи тие се од други места дојдени бегале од војната. Има ми егејско мало позади стадионот, се 48, 9, 50 бегани. И ни најмали... Луѓе ноѓале спас во Струмица, не... Да. Па ме интересира, па прашувам, 70% се, ни си ги викам бежанци. И тие се од Дегеот или кој од Од каде? Кокуш. Кокушко. 90% се Кокуш. Значи тоа се бегало 80 села има. Баба ми е Владаја. Владаја. Најблиско им било преку Дојран, Да дојдат во Струмица. малку од Дојран и до ваѓето Срумица. Тоа е интересно. Еве сега да се види дека не се бегалците од една епоха, само туку имало и претходно бегалци Не, од само исто што место. објавија од тамо е, например, Ката Мисиркова Роменова, наш писателка. Јас сите книги ги имам со посвета. Она пише за тај крај. За за Да. во тој период како Во тој тоа се период, како било. Издадува вестник, ама кратко траеше. Го имам, 80 села биле. Живи луѓе што зборат како било до Ново село се населени. Аха, од Струмица до Ново Село. Стромица, едни бегат Дојран, Кокуш Дојран, други бегат сегашната Кулата. Тоа е во Бугарија или во Македонија тоа кулата? Тоа е Кулата е граничен Бугарија, премин, така? Грција. Од тамо пат, не знаеле кај одат. И Фамилии некои се таму разделуваат. Не, доваѓето Петрич. Страшна, Голгота е тоа, да. имаше на времето свиждане, не знам како го вика, Свиждање го средби. вика средби на Меѓутоа се семејство случи, од двете страна на мене ми граница. кажува, Свиждење, да, тоа знам. направиле Од бугарите мајка ми. нешто, јавете се помош, сите се пријавиле у општина, не знам, Петрич, автобусите и у Бургас ги селат, подалеку да се од, А да не бидат тука, не знам. да не биде, да се гледале, е таму ке одаш. Да, Иначе, правилото малско, ние најмали у 12 играме на пладне. Фудбал. Бежанците ти поискусните ладовина кој ќе фати. И то нема да се Како бунаш. испадна сега Васил Рингов еден надежен кошаркар Да. да стане фудбалер? Тоа Едвард Сите Киш ме беше знаеа, пресуден. да. Сите дојде бе фудбал. Значи сите ме знаат како талентирано момче за фудбал. Ми одеше и фудбал. Да. И сега Шутира. притисок расте у Сега, брат средина. ми, он одлучуваше за... Играме кошарка, ама броеше цел град, дојде бе фудбал да играш. И завршивме кошарка и јас стварно 2-30 коша дав. Ја читав играта што се вика, крадев топки пред време. И брат ми мислев ке ме пофали. Они ме гледа, па има тренинг. Јас се соблеков околу него. Да каже, браво, слушај, вика, ке те споредуваат со мене, бегај. Аха. Бегај, оди фудбал. Пак јас фудбал. Како фудбал, немам кој. И Киш кога дојде, тоа е интересна приказна, цело друштво на трибини, да го видиме него. Заврши над преварот. Он одејки на према соблековална покажа почекај. На кај вас? И 10 другари бееме са, не знам кој да чека, отиде до соблековална,
држи Адидас патики. Ние пластични едни са, не знам, Вихор, како се вика фирма, се качи до мене и вика, хрватски, твои се, од утре да почнеш да тренираш фудбал. Сега некој му ги дал тие на киш, тие патики, Не, предпоставам не, од Беласица. предпоставам од Дидамо си тие патики. Нема некој му рекол Дај да го убедиме. поклонимо, да го убедиме. да го убедиме Васил. Значи тоа е некој од Беласица, предпоставуваме, некој Да, од патиките се управата. од Загреб. Каква Струмица немаше таква патика. Да. И како? И сега патиките беа пресудни, значи. И јас ги земам патиките, ама он века слушај, знам каде живееш, ако не тренираш, ќе ти ги земам. И ради тоа ќе ми ги зема. Мал град, без знаа каде, патиките не ги облеков јас. Аха. Ги чував под кревет и почна фудбал. 5 тренинга, тоа е многу интересно. Немам копачка, где сум пробал. Чекај, во Беласица, значи Во во Беласица. младинската екипа на Беласица. Адекватната. Немаше тогаш пионери каде ти. Сите беа младинци. младинци. Да. И брзо почнува младинско, тогаш добро беше па. Старите играат, преди ги игра младинска. А, па доскоро беше така, да. Јас сеќам на тоа. И тоа цел живот ке памтам. Прво не знам копачки, сега доаѓам пред утакмица. 2 тренинга имах. Цементара од Скопје иде. Име тренерот Николов, Бокото го вика. Како се Играш. тренерот? Николов. Николов. Некој род на Владо Илиевски е кошаркарчето. Аха. Ти играш, вика. Абе, како да играм? Со 5 тренинги. Пред тренинга. Ама Еве ти паралелно и копачки. кошарка си игри и одбојка. Кошарка и се. стварно Да. модерен спорт. Мало место са, бе. Чиси, јас така вика, патики, сала, овде и кали. И ми даде копачки, не крампоните ве гјон одоле, клинци, Клинци. Шајки. шојки. Игра, нема кажување шо, како, шо ги. Немаше тактика. Не? Ма каква тактика? Немаше и вардар тактика. Замисли 5 гола дал 5 гола. Пет. На првиот надпревар. на први гол. Со цементара од Скопје. Со цементара во Струмица. Во Струмица, да. 5-4 мислам, еден Бане, исто страшен играч, Бане Маринковски, Тоа е од цементара. од играч. цементара. Тој И 4 пријатели гола, стана. а вие 5 гола. Јас 5 гола. И Колку тогаш е? стана јасно дека треба со фудбал Абе, да се продолжи. Јас пак со другарите, Пак кошарка. јас головите, нема врска са. Да. Дадов. Голема работа. Ама брзо 6 месеца ме водеше. Буквално 6 месеца. У подмладок дојде нов тренер еден. Познат Бранко Роксандич, мислам, од Белград ли од каде? А дојде во Беласица да биде тренер на сениорската екипа. На сениорската. Да. И шо вели, ајде, Ти на припреми удоварен. Ти се најпознати са јас. Колку години Прва имате година тогаш? Тоа е гимназија. прва година гимназија во сениорскиот припреми. тим. Да, на подготовки. Треба дома да прашам. Треба татко ми школа. Друго, како фудбал? Школа. Да, па тоа не е ни некој професионализам голем во тоа време, не се Не, гледа ама тоа. да не забегаш, така викаш. Да не забегаш, школата на прво. Оди, јас викам, ајде, сакам, ама треба некој да ме пушти од гимназија. Не знам дали знаете, најстрога гимназија у тоа време во Македонија. Војска. Шишан, пола сантим, кецела црна, зимно време, за да влезаш во гимназија, 3 дрва носаш, и печки имаше. Аха, мора да се... Забораваш, Не да влезеш кецела, ти- не може да, не те пуштат. Мораш да земеш дрва. 3 дрва у клас. Без кецела, брзо дома трчај, дојде. Стварно, али Скоро. квалитетни професори. Добре. И сега, шо вика тие, може ли да иде Васил Рингов? до Викам, време на ако школска година? средите, тоа зимски припреми у Дојран. Да. Прашајте, викам се. Успеја, јас на список, таму се разочарав јас. Еве ги спомнам. Кај во Легенди во Дојран. Тренираме само јас и еден Митко Георгиев. Се другото јадат, пијат. Како Митко футинг? Георгиев исто е млад. 5-4. Аха. За мене
талентиран играч се појавил Сромица. Ни јас, ни Панде. Чудо. Тренинг се валил 7 футинг, Двајцата но, стар дојрен, нов дојрен. Само 20 трча. Од стар до Другите новера. ќе претерат нокта. А шо пратие Гезмин? Ја, Гезмиња. Стварно легенди. Джидалов, Ашиков, сад, Џоко Георгиев. И се вративме од тие припреми. Као успешни, шо успешни, стварно. Ни носеја, беме уште постои, не метали ограждан има објект. Сромичка фирма. Да, позната фирма е. Продолживме у Струмица и поозбилен овој, веќе договорил се управа, смена на генерации ќе Аха, прави. тоа биле, значи, тест бил тој. Предпоставувам да ги виде. Во Дојран биле тест за кој да фали, кој да си оди. И за први тим дебитирав на пријателска, па Вардар дојде. У Дојран на припреми, Дојде Вардар. дојде Вардар, опроштајнак Џоко Георгиев, Ашиков, Од Беласица. од Беласица. И што се случи тоа? Вија с резерва, они договориле, мене ме изненади. Џоко Георгиев, број 10 ми го даде мене. Си отиде, И која минута тоа? Прво полувреме. па 10-та минута, мислам, беше. И, значи, И јас два гола, Вие добивте случајно, два гола на Вардар. Мути Барич. да мути. Случајно. Интересно, Мето, Муто, стварно, јака генерација, Часлав, памтам, беше. А и ние не беме лоши. Никола Секолов, јас, Митко Георгиев, Чинков, Стефче Гранчаров. Нек ни почина. И завршува такмицата, стварно јас, дали ќе ме познае Мути Барич, од Соблековна кој излеват. Од автобусова, ако се бил Сромица, паркот, проаѓа едно 50 метра низ паркот, автобусот им паркират. Муто како излезе, ама шо ми направи бре мали. И ме држи и ме носи до нивњето. Часлав ме викна ми да Божиновски. поклони знаменце од Вардар. Тоа беше судбоносно, да кажеме некако. Па не судбоносно, од другарите ме чекаат тока и јас заборам фудбал. Така функционира. Друго им беше интересно сад. Дал два гола. Фудбалот никош не бе преокупација Не. никоја поголема. Ни подоцна во која има професионална кариера и големи пари и трансфери. Бе професионалец, само искрен да бидем, не се мачев, не се оптеретував, шо ќе виде, как ќе виде. Не. Да станам вечер, Други работи побитни бе. склекови е познат, 3 склека не правев јас, не можев. Не читав, не сечев, Не. други работи ме интересира, а друштво тако ми беше. Шо. Ки заврше надпревар. И почнав... Чекај сега, добро. Ајде, сега, Да. значи, у Струмица за кратко време, Валси Рингов е најголемиот талент на Беласица. И каде гледаат сега овие големиве југословенски клуби? Да, Каде вас се тоа е приметува? интересно. Дознав малку касно, Аха, касно. ме пише, ама може би барале, ама не верувам, немаше скаутинг, како викат модерно, да ме гледат, да стварно дава голови. Ма добро, каде ве приметија за после И да ме ве... викат македонска репрезентација, дојде телеграма, sad знаеш како се економа, викат, оди Мораш да за одиш. Скопје, земај копачките и толку. Толку. Никаде, ни шо. Јас автобусот, копачките под мишка, на работнички помошно. Во Скопје. Во Скопје со работнички старите се игра. Значи некаква младинска репрезентација на Социјалистичка Турнир република имаше Македонија. низ Југославија, турнир го вика Покрајни републики. Тогаш беше Врбас и Кула, Војводина. Да. И отидовте таму и... И тоа е интересно, селектор е Илија Игњатовски. Не го знам, никој не знам оствари. Пола Вардар нормално. После јас Кој се Џиџи од Вардар Илиевски, тогаш? па 55-та, 56-та кој се. Жарко Џаков, Ѓоре, Јовановски, Илиевски, Џиџа, после селектор што беше. Мислам имаше и од Борец, ама низ магла ми.
Добре, и сега на вие клупа идете седна, во Војводина и они таму- играт. Да. И тоа е интересно, Срđan. Ајде бе, мали, влези и ти. Јас како влегов, не знам голман Дилев ли, кој од 30 метра урашле. Гол. Гол. Завршува тренингот, А тоа во Скопје тоа. Скопје на помошно на работнички, као да не видат. Сите си отидоа, јас додек се истуширам, надвор економо на работнички, Чико Миле го вика на кошарка работнички. Аха. Абе, шо правиш тука јас? Па викам, не знам кај да одам, никој ништо не ми каже. И овој од работничка економика слушнав, утре па треба да соберете и нешто тие од страна о Кузман. Кузман Домот домот за студентски. Дека треба да таму да се сместите. Ама тоа го каже онака, слушна, случајно. слушнав. Немаше некој да ве упати, организација, ништо. Па јас така ги решавам. Аха, викам Кузман, преку Жабарот, пешки автобуска од таа страна беше. Си отидов. За Струмица. Ме сретна на автобуска студент Струмичан. Чекај бе, шо, како ти... Не знам, викам. Кажа, дојди, вика, Кузман, он таму А тоа живее. е сместен во Кузман. Студент. И онда не беше, јас у Струмицки си бех. Преспав и он ме носе друг ден. Со мене дојде. Ајде, вика, поручек воз. Одаме за Врба скула. Абе, како викам? Јас само копачки. Ни пижами, ни ништо. Ке се снајдеш. Е, тамо е прекретницата. Нормално играт од Вардар. И јас влези И една гол. клупа. Влези гол. Влези гол. Јас почна да се смеем, викам, пишете не Македонија, Рингов, јас Аха. ги дадов 2 или 3 гола. После ми пратија, тамо било од Милјан сите тренери Милјан Милјанич е постоечки. во тој момент што е селектор на младинска репрезентација. Он е цел живот о фасаја нешто. Да. Малку политика, малку повеќе. Али тие луѓе тамо што биле се ден денеска Сребрич Зорко, о Хрватски сојуз што е главен. Атанацковиќ, Милјанич, во тоа време тие тренери бирале Кој е талентиран, така. кој е те селекции и тоа е познато. За мене се расправат. Овде не ме ни прашаа наши новинарите, ти кажам. Не ни знае. Значи имало некои надписи во Надписи Белград, имаше Загреб, во каде? спортски новости и спорт. Незаслужено мораше да го земате Васил Ринго. Аха, значи незаслужено е што не сте го земали. Направиле селекции, мене ме... Да. Ама па како па да ве земат кога не сте биле стандардни во македонската селекција? Па за Не. резерви не се Игравме, еве, треба да се истражува малку. Имаш репрезентација на Македонија. А, и уште тогаш, да кажеме. Ги тепавме и Босна, Херцеговина, и Косово. Лом ги направивме во Прилеп и во Скопје ми се ме игра. И така почна Партизан фактички. Е, сега, значи, одеднаш доаѓа Шок во Сромица. Доаѓа. За надпревар со работнички. Да, и доаѓа Нит не им ни треба. човек од Партизан. Цел град брои ќе одеш Васил во иде во Партизан. Партизан. Како? И Јас со другарите. одите вие во Партизан. И како изгледа тоа тие? Која тоа е 70 која? 73-та. 73-та. И Јас сум трета година гимназија. Завршувам. и треба се Сега во до нас Белград. сите Прв пат зборат. во живот одите во Белград. Или сте Не, били? на екскурзија бе. А, на екскурзија. Да. Баш таа година. Прво Партизан ме интересира, се читав јас. Сите весници, брат ми, он купуваше, јас ги, он Да. ќе ги прочита, па ево и ти Аха. читај. Човек у Стромица дојде, да објаснам, корзото, кај што шетат, ми е 30 метра од куќата. Малтене двор ми е. Јас седна со другарите. По мене некој дојде човек кај си и ме викнаа дома.
крупен, дотеран човек, седна со татко ми. Јас сум од Партизан, дали сакаш? Какво, викам јас. Ама брат ми истрча. Он слушна, како се качи, ти знаеш ли кој е Партизан, добро викаш. Оди, вика, со него. Воз, Белград. Тоа е, брат ми да не беше. Како? Сега у Белград, каде таму? Професионален договор. Одма подпиша. Со кого таму? Со... Парослав Михайлович, он Аха, председател на... Председател. Беше и фудбалер, генерација на Бобек. Сите се ти, како е вика таа генерација, сите работеа у Партизан. У клубот, да. И Подпише и па назад јас, со пари. пари, како изгледаше тоа? Пари, тоа. Професионален договор. Не, како изгледаше парите, немало сметки тогаш. Каква торба. ташна торба. Да. И И тоа беа Стромица, многу пари, предпоставам. па милиони. Да. Да. И многу за еден 17 годишен. Ништо не ми значи. Да. Јас сакам Стромица не да се повам, да си ги видам друштвото. Напиша, подпиша за Партизан, ама стварно Без никакво големо значи. чудо. Да. Јас едва чекав за автобус и се Селењето вратив. во Белград како изгледаше сега од Струмица од Белград тоа време? Они ми кажа, Во тоа време Ки ти Белград има контури на голема метропола. Не е тоа од вчера. 2 дена една ног спиевме ескурзијата. Сега јас сум прочитал Партизан, финале изгуби, Во Куп шампиони тоа. Куп шампиони, Од Реал Мадрид, да. да. Ама 2-1 не ми мислам, кажа, да, ќе ти резултатот, а Васович звонеме. го даде единствениот гол. да. Сега он Васович е првиот тренерот на Партизан, да. И мене ќе ти звониме да дојдеш на припреми. Јас пак со автобус. Најсигурен струмички автобус имаше траншпет, Струмица Белград. Стигаше од 3 сабали, јас да излезам и шофер, каде бе, се Седи, дека спи. бе. Од море вика. И среќа, првата средба, познат ресторан Стадион го викат, сега тие преварантите како е Беливук таму што. Аха, Беливук таму. Таму оперира, беше да. најпознат ресторан, таму руча, вечера, сите, и кошаркари, и боксери, спортско друштво Партизан. Јас 9, сите играчи дојдоа, тој и преднос, не шетав што ќе виде, как ќе виде, одма задолживме опрема и отидовме на Дивчибаре. И таму Тоа е планина на западна Србија. некои припреми Да. на воздух. Таму веќе ги запознав сите фудбалери. Кој игра во тоа време во Партизан? Големи имиња. Па Антич, сите мислам дека Радомир Антич. Радомир Антич тогаш го вика Антара. Антара. Познато беше, јеси донео кајмак, он е Ужице. Кој му викаше тоа? Бора Ѓорѓевиќ. А овој беше Сам глава. играчишта, Благој Повновиќ, ПС репрезентивац, Никола Будишиć, Голац, играше Свемир Ѓорѓиć, не знам, Да, Бора големи имиња. Ѓорѓевиќ, Бора Ѓорѓевиќ, да. Моца Вуков, Сега Бора Ѓорѓевиќ Нено е Бјаковиќ. како еден така еден. Да, голем фраер, мал, белградски мангуп, голем мангуп, така. страшен играч. Мислам. И Благој Статов е тогаш голман, така. И се Двајца погоди, струмичани. подпиша и Благој, јас прочитав. Двајца струмичани живее во Вие Струмица. заедно живеете во Белград таму? Цимери сте? Цимери бевме еден период. Сега, отидовме на припреми. Он е постар, страшен голман. Добар другар. У мало Струмица се знаеме ни, постар од мене. Они Партизан, озбилен клуб, средиле кај ќе се спие, што ќе се спие, бидејќи сме. Си бил ЈНА, Маракана, средина се 6 коли. Да. Официрски ги вика. Позади нас е Ужичка. Тито, кај што... Тито, Лјуцице Богдана, то познато.
десно од Партизан е интернато Са војна Богдана школа. е Маракана, Рајко Митич денеска. Таа е вака улица на Дедиње, десно имаш шест коли се мисли. Тука сме. А повеќе се сега е преизградена, ама тоа. Живее тука на Јованка Брос, сестра и Аха. Миладиновиќ, еден познат фудбалер од Партизан. Генерали се, луѓето се Значи, ала крем на некогашна Југославија посебна, и тука Васил огромен Рудов и Благој маркет, Статов. посебно само за шесте Да. кули. И Тука тука, предпоставам, тоа полиција деноноќно се. Ба не се заклучува стан, немаш потреба. Да. Запознав јас деца, фини се, само... Како беше животот таму сега? Тоа- Па интересно, првата година, после Виолета дојде. Првата Сопругата година... е Виолета. Да, ама студенти дојдоа четворица од Струмица да студираат. Двајца, еден на фармација. Значи, веќе подобро Првата се живее. година- А првата година како? Па интересно им беше. Меѓутоа, се имат тие деца, им фали некој со спорт професионално што се бави. А јас па мирен, ме вика сам, Жорки, ми измислија надимак, Рива, Рива. кратенка, Ринго Васил. И таму децата се татковците им повеќето кај Тито работат са. Не кажуваат аджутанти или се шо се. Карше мене живееше доктор некој воен. Да, значи све нешто така. Се Луѓе од доверба. Луѓе од доверба, со коли ги носат на работа, се враќаат. Јас се зближив со Жорката, мора да ја кажам, еве, Душан Петровиќ Шане. Се јас навикнам на Струмица, каква лична карта са? Кај си, шо си, шетаме, тамо Улицата. ти. Контрола, вика, лична карта, бе, не носам јас. Милицаец. Милицаец. Со деца, со малото, они објаснија, бе, фудбалере, уче школо, 12-та Белградска, и ме пушти, ама друг пат вика, лична карта, ама децата искусни, вика стално, кога на Тито ќе дошол некој, А, после они прават раци или, не знам, проверки. Тоа вика, нас не е нормално. Шок, невиден. Ама брзо забравяме. Прекрасни се децата. Ама малку збеснати имаше, со патики од Америка, од Лондон. Да, сега да објасниме на помладата публика, значи тоа е Социјалистичка Федеративна Република Југославија во која нели социјализам владе. Сите се Тоа е исти. систем на еднаквите, нели, не би требало да Нема има тука да подобри, ама штарчаш. Ама децата на црвената буржуазија штрчеше некако. па има предност. Имаше малку и у Скопје такви луѓе, ама во Белград Не. претпоставам дека е Па центар многу повеќе. беше на Па да, на таму се. иделе сите. Апашко мало до кремот на Југославија, Не се до давам Дедиње. јас. Да, нема тука, значи. Нема, не се. меѓутоа и нормално е, они Сега во Партизан прочитав на Википедија 2 години играте, 2 години ама само 2 надпревар официјално, значи некако нон-стоп повеќе. стартував невидено. Да. Јас на тренинг Велибор Васовиќ Ама откажува, не се здржа долго време, така? ќе кажам и причината. Јас на тренинг него го гледав, оти дојде како капитен на Јохан Крој. Да, он е капитен во Ајакс, во Во шампионскиот Ајакс кој е, да. Одеднаш мене ми вика, доđи мали да ти кажем, само тоа е мене едно- слушај, вика. Да, тотал Ја. фудбал во тоа време, најмодерен. Чудо, јас Он е играв по капитен лутка. на таа Овде славна генерација, да. Никој не знае, јас број 10 носев. И у Тетекс, и у Партизан, и у Струмица. И јас тренирам и него го гледам он на 2 гола. Само по лутка е во Партизан, не е крило као после После сум крило, во Вардар. Да. Добро, ајде, ќе стигнеме до Вардар. Ајде да видиме, ајде сега јас да на не тренинг пробиеме времето, Велибор веќе Васовиќ го повеќе го гледам, не ми се верува кој ми е тренер. ама го менуваат, тоа е многу мистериозно. Мене ме пека, тогаш имаше едно
летна лига, оти голема пауза, парваците на Југославија играа меѓу себе. Јас го чувах на Максимир Фикрет Мујкич проти Звезда второ полувреме у Нови Сад. Богичевиќ, Кривокуча, Кире Дојчин, Драган Джајич. Да, тоа се врвни имиња. Јас Не на само за клопа југословенски, светски фудбал. играв некои репрезентации тога стварно. И он ми кажа, само мене слушај, ке бидаш постарите, тај проблем секаде, не може да ги издржат. И припреми осеќат смена на генерации и го избрка. А сега, Знаеш, как ќе донесеш тренер да, по партиска линија. не е партиска, играчите си го зимат, ама тренерот нема веќе што да им каже. Играчите го прават тренинг. Напишал Добро, сега, тренерот 5 километра, да не играчите влегуваме. викат. И Да, тоа во тие е. детали. И јас се сега, осетив. Потоа, вие се селите во втора лига во Тетекс. Во Тетекс. Сега, која е разликата сега? Малце така тоа чудно. Не, Од Струјбица во Белград па во Тетово. Да, јас сам, како одлучувам, ме знаеш. Отидов кај директоро, сакам да играм, вика. Директор на Партизан. Ама не чекам, викам, сакам да играм. Ми нудеа железничар, не, викам да играм некаде. Очекувах Вардар, ама ден и пол траеше тоа. Мене ме зачуди, ама дознам многу брзо. Најголемо представништво. Тетекс има у Белград. Тетекс. Плюс Тетекс работи за ЈНА, со Партизан се Тоа е, близки. ја да кажеме се помлади. шинели, минели, капи, се. Југословенска народна армија. Е, Не знаат. Партизан им звоне. 100%. Сакате ли? И дојдо 6 души, да бе циркус и тоа беше. Со седна, ние сме од Тетек, добро да викам. У тај ресторан. Ајде со се чекај, викам, кој сте? Тоа што после Велја не волја седал. А тамо, еве се, ајде да се вратам. Тамо пеше Тома Здравковиќ и сите познати, тука, ако пројде. Значи станува Добро славен. е. Да. И сега во Тетово, И од Тетово ме зима втора лига сојузна. и Вардар. Втора лига е аматерска. Тако е законо Во тоа време и Тетекс и Вардар играат во втора лига. аматерска. Да. А во Тетекс се подобро. Сакав, ама многу кратко, Вардар не ме викна, овие со кола. Ја има, ја вика Есма со 6 врати, ако бела една, Мерцедес, дупли И како во Тетекс, Тито. ајде да Седна во Тетекс, за 5 минути договорив. све, договор, стан, Стан у Скопје, вика. Го памтам, прекрасен председател, некој прворед, генерален, Стојан Ѓорчевски се игра. Ти си паметно момче, ти јас викам, би у Скопје си упиша факултет, ке те запослиме, вика, стаж да ти оде. Како викам, они правеле и на други фудбалери, ама мене оти си паметно момче, потпишав решение, ми дадоа референт за трикотажа. Мислам, мала му вера, да, значи и две плати се тоа, така? И фудбалерска мислам, малку и референтска. непријатно. Од фудбалот се зима секој понеделник. Да. Ама од ова се Спијам, плата. ако, така ми викаше, Рингов, ако си уморен, теке ти е, теке. Они го држе на времето. А работи баба теке беше после. Апартмани, Познато да си нешто, одмориш, да. да си ручаш, вечераш, убав ресторан. Многу убав ресторан. И од тамо се зима и на први ме викат од фабриката. Дојди, вика, за плико толкова, работни сати, некои ленти Плата. и пари, плата. Добро, се, ама тоа завршува. Тука една сезона, така? Две сезони во Тетово и потоа Вардар. Дори Првото Клоца ми доаѓање- одре против Вардар играв, без веза. Како?
на градски двата клуба, Вардар се мачеше, Клоца ми отрие овде на градски Перици, покојни. Презадоволен, 4 струмичани сме у Струмичани, у Тетекс. Митко Георгиев, Благој Георгиев голмано, Стефче Гранчаров и јас. Јака екипа. Ама председателот дојде, вика до овде. И то. Треба да влезе Пирот, пример. Аха, нема да има прва лига. Па нема ни фраери бе. Да. Добро сега, ајде сега Вардар. Вардар во тоа време второлигаш се кој повремено мачеше. влегува во прва лига, така. Влези, излези, тогаш втора лига, ама непознат Како изгледаше тренер. Вардар тогаш? Организација, Ништо, еве ќе ти кажам од мој пример. Бидејќи живеев во Скопје, патував натаму, нааму, не им беше тешко. Вардар се мачеше, не знам ни тренер кој им беше, и втората година тоа е позната работа. Јас со Струмица. Сите четвори струмичани, летен одмор. Со татко ми вака да просе во дворот, муабет, како е, шо е, факултетот ке тераш, леку тера. Мала уличка е војата, слепа. 9:30 беше. Ајде, ќе одам на Корзо. Слушам, каде живее Рингов? Комшијето, таман се, влаго натред. Стварно непознати луѓе за мене. Двајца со тегето дело. Благај вика около. Чекај бе, каде бе, шо? представија нешто, се легитимира. Ништо. Вардар промрмори, нема ништо. Каде бе, чекај бе. Окола, у 1 сат отворен Скопско подрачје, или како се вика тоа, општински. Тоа беше кај Грација таму, на улица Максим Горки. Да. Потоа беше Фудбалски Шекат, сојуз и 1,5 Градски сојуз. Сабајле. Да. Потпиши. Па на книга дебела. Потпиша, бројче ти чувам, еве. И шо? И ме вратија назад. Шо вика, вие сте фудбалер на Вардар. Вардар. Без стварно не спие фиксен, да му кажам на председател. Знам, вика Василе. Ово е од Тетекс, тоа е Ѓорчевски. Знам. Што ви вели знам. Знам. Што се реки. Јас И значи и дојдов во Вардар. Некако може да се каже, дали може да се каже дека во Вардар, ако во Партизан на 18 години ви дале пари, да вреќа пари, торба пари, во Тетекс, шо какви? Не, Партизан дале пари. Не, да, за Вардар. Не, чекај. Сега во Тетекс стан, апартман, Живеев во плата, уш една плата, 3 котажа, нели? Во Вардар ве у опција буквално. Да. Некако така може да се каже, и немаше пари за трансфер нешто. Не смеш да збораш. Ама ме вратија Дома. Во Струмица. Осраме се Сабале. 5. Подпишано и они си отидоа. Тогаш имаше управата Струмичанец, после се расправав јас со него многу. Блажо Ристомана познат као. Директор е тој. Беше на генерален на Бетон, мислам, градежна фирма. Шо е ова, како? Кога дојдов први ден на припреми, шок. Научан тренер, прв пат го видов, како се вика, Сима Вилич. Непознати. Постари од мене се, не знам, Боро Николиć, Кочо. Димитриевски. Кочо Димитровски, Топче Рајчевски, Драганич, тука. Завршува тренингите, стварно шок. Ручек ни обезбедиле у Метропол. Тоа е Пешки до Метропол. пешки, после пак тренинг имаме. Се јаде кој шо сака. А Метропол беше познато по коленици. Поручек пак тренинг имаш. Јас навикнам на се пазаш, тука се јаде, се го штева. Сега се пие, нема спортски навики никакви. И го запознав председателот, еве го памтам, Душко Георгиевски. Председател на суд за здружен труд. Дојде состанок. Јас сум председател, вака и вака.
Од денес вика сите исто зимате. Сите исто плата, социализам. А јас да кажам нешто. Нов тазе. Еве како викам, едни игра, други резерва, трети само тренира. Немаше. Сите иста плата. Кај дојдов, стварно? Кај дојдов, шо е ова? Се разочарав. Сега, кога се поправа ситуацијата? Кога дојде, за мене нај е Ѓорѓе Николовски. Он е председател на Вардар, да. Он е директор на ЕСМ, електростопанство на Македонија. Директор, Запазов и многу ме сакаше после. Па ме штетеше. Он е директор на тогаш, не знам, електродистрибуција на Македонија. Не знам како се викаше фирмата. Делегато СРМ со своја канцеларија. Делегат во Белград, да. И во Белград, плюс. На сојузно ниво делегат. И тоа Во сојузната скупштина, како си геше, Савезна скупштина. Нешто. Да, така нешто беше. Еве да ти кажам пример Ѓорѓе, како сега- беше Вардар. Ама тогаш доаѓа и Стјепан Бобек, нели? Не, ние со Сима Вилич, што ти кажам, еве пример. Добро, сега седна после ни- доаѓа Стјепан Бобек, така. Кога втора лига игравме ние. Да. Бобек доаѓа втора лига. Втора лига, првата година ништо. И среќа некои дискутирале, Ѓорѓа дојде на полусезона, пак втора лига. И то нема да го заборам како функционираме канцелариите на кеј првата кула. Нов Во трговски председател, во центар на трговски. Скопје, да. Нов председател. Само ни кажа, а ние соберани кој што сака прави. Аха. Дигнани нози, цигари се пуше. Доваѓа и се представува Ѓорѓа. Ѓорѓа. Јас пред него седнат. Ве се пуши, немаш ниедно правило. И јас држам цигара, па ги запалах, ама непријатно ми стана. Ја држам цигарата, Незапалена. незапалена. И се представи човекот и вика 2 милиона на утакмица. Динари. Динари. За победа. Јас разбрав, па таков сум, викам, председателе, до крајне сезона 2 милион, не вика, бот милион, Победа 2. 2. Ние направивме серија невидена. Да. Ама немаше шанса да влезаме. Аха, бидејќи веќе И Бобек. дојде следната. На Најмногу авторитет имаше, од Белград живее, ги знае. Фудбалска кажеме миличи. на гледачите кои не знаат, Стјепан Бобек е првата голема звезда заедно со Рајко Митич. Се првите големи звезди на југословенскиот фудбал. Читав, не сум го гледал, меѓутоа Тој е играч на Партизан, инаку тој е од Загреб, тој е интересна Така. приказна е тоа. Па многу Тој е од фудбалери Загреб и отишле во Белград, домобран, да не ги стрелат. проблеми има нели со новите власти и И Чајковски, и не знам, повеќе фудбалери се повеќе тоа. фудбалери, 6 или 7 мислам дека се од Загреб. Партизан, бидејќи воен Играле клуб ги за штити. ти играле за репрезентација на независна држава Хрватска, ако не се лажам. Да, за НДХ. И за да избегнат ги стрелање спасе. дошле да играат во ново формираниот клуб Партизан во Белград, кој го Им формира кажале, ѓена. предпоставувам, А или прв ки председател играш. е Фрањо Туџман. Да, на основач. спортско друштво Да. Партизан е Да. точно. И значи Стјепан Бобек е нели во тоа време најпознат играч на Партизан, Рајко Митич на Црвена звезда. И тоа се првите Генерации, првите прави, звезди фудбалски во озбилни, Југославија. озбилни фудбалери Сега тој доаѓа во бивш- Вардар да биде Точно. тренер. Да. И како Јас читам. Каков човек беше Стјепан Бобек? Јас многу почитувам. Знам што е тренер, докаде може да одам, јас докаде. Он ти беше господин човек, Шеширче, со шешир, со нова кола, со 10 души да те однесеме, не се замарај. Ама па и јас сум навикнан од Стромичко мало, те почитувам, ама треба нешто и да покажеш дека. па јас се осеќам, можеме повеќе. Аха, као ве лимитираше некако.
Такво чувство. Па он дојде точно ради авторитет, ние влеговме. Во Белград се суди, тамо е жрепка, тамо е. Немаше никој да ве мести нешто суди ово, она сада. Може би имаше, ама друго е Бобек на клупа да се фудбалски не ни помогна. Сега, фудбалски не, ама тука е многу интересно. Бобеко доаѓа се прави онаа првата турнеја по Австралија. Да. Сега е многу интересен. Тамо е. Според мене. Тамо ме изнапиша. Да. Ама сега, то повеќе луѓе сведочеле за таа турнеја, мислам дека вашето сведочење е најинтересно од сите. Да. Се почиња на градски стадион во Скопје, стариот градски. Точно. Каде што Бранко Мајка Давидовски. Бранко Давидовски мајка, значи тоа е мајка, за тие што не знаат, еве да кажам, прикарот мајка е дека е мајка на македонското спортско новинарство од Радио Скопје. Така е. Починете веќе повеќе време, че имав прилика да го запознам, дури да работам со него кратко време. Бранко мајка прави еден интервју за радио, кој треба да се емитува во Австралија. Да, не, му кажале, предпоставувам големи некои са. Така функционирале. Оди Вардар на касети снимај ги сите играчи, да го пратиме тамо да се представат. Кој се како се, да. Кој оти И имале сега- емисија во Австралија, И како 30 сега, Васил минути. Ринго вика, И ајде. дојде ред, на градски дојде Бакли, тоа друштво. Бакли е Тонец, еден, да, легендарен, да. И се, стварно по пола са цел ден ние. Сите играчи не пројдоа, списоко се знаеш кој ќе одат. Цел ден буквално и јас сад седевме, нема шо да правиш. И ајде бе Васе и ти. И јас викам, бране, шо да зборам сега? Вика од Струмица, од Мал. И нека приказка за себе, да? Да се објаснам кој сам, шо сам. Да. И сега И на јас зборам, баба, на крај кажав, за да поубаво знаете кој сум, носам број 11 и имам бркови. И? Стигам во... Ама не, што додава, тоа е интересно. Пред то бежанци, кажав, јас. Баба ми бежанка, оти он ме на Да, и носам бркови. бркови и број 11. Сега, тамо се пратени, снимки гледат, Касетите. касети. Баш на касети беше. Јас и носев на луѓе тука. Амбасада не чека. Југословенски Мислам, амбасадор од Аташе таму. Аташе, Каде, во полицајци. кој град? Јас мислам у Мелбурн. Или е Сидни, сад не знам. Мислам Мелбурн. Си се имињеме таму една неискусни 24 сата лет, дотерани со елеци, одела. И тоа знам, Пирот ни ги правеше. Кошули, убаво. 1 мај пирот. 1 мај пирот. Ама ни потекува нозите прво. Проблем. Кондори не може. Излеговте по чорапи. Кој на чорапи, кој кривеше. Меѓутоа амбасада тамо и знаеш огради полициските железа. Подуправа мора да кажам, 20 души. Кој дури на Бранко Татков, как се вика, Огњановски, од Нова Македонија, директори. Значи имаше голема експедиција. Голема. Петре Парличко мора да спомнам. Со тоа нас беше и беа. културно-спортска. Да, имаше и Октет Македонија. да. Чешлар, Драган Вучич, Симоновски од Штип, Кирче Паплазаров, па 5-6 души бе. Мислам, амбасада, Се протокол. таму чекаат оние македонци селени во Они се Австралија. лево, јас прво гледам, они се лево, амбасада, управата напред, амбасада, дори и македонеци од Гевгили имаше. Шо работи во таа амбасада? Добро ни дојдовте. И вртам глава кај нашите Тоа се, значи, представници на македонците во Австралија. во Австралија. Има безброј, јас се расправах со нив. Престони, вакви, онакви, ево македонци се сите. Држат слика нацртена Васил Рингов, цртичка Гоце Делчев. За кој им го кажа тоа го си? Не, они врзале
Бежанец баба на од татко ми, кокош, бркови носа и тоа мора да е Гоце Делчев. и број 11. Број 11 ништо не им значи. Бркови Бежанец. Да. И Па добри, Гоце Делчев е од Кукуш, па сега. да, Тука била таа. може се знаеле со баба. И не од знам. тогаш Васил Рингов станува символ на македонскиот, како да кажеме, едно романтично национално Баш бурење. романтично. Да, ни крив ни должен. Ни крив, ни должен. Еден коп. Ама тоа, предпоставувам, тука имаше секакви муавети. Сега ова е митови и факти, си вика оваа емисија, па ете ги разбиваме митовите, се обидаме колку можно со факти да зборуваме. Станавте интересени за, предпоставувам, и за тајната полиција. Пријатели, Срđan Сабе, јас другчи функционирам, јас се смеем сега. Ми кажува, века, Мал се внимавај, а? као има, да, викам, и ке се насмеем и заборавам јас. Го сваќав како, не знам оствари. Нити мислам да омалеле сега шо било, току, мајде, баш со мене. Меѓутоа, таа турнеја е 30 дена беме, 20 и некој ден. Има провокатори колку сакаш. Ама јас не одбива. Потпишував дресови, мајци, самопослуга. Што беше мајците се? Тие мајците се... Ми дава пари, нема има шанса, еден мит. викам. Да, Има да. еден мит дека мајците биле со некаква Да. опасна... Но тоа е, Иконографија. дојде човекот, стварно оде, не одбив да ме, било кој да ме викне. Па 200 километра ме Што имаше возе. на мајците? Човекот држи само послуга. Молим те, објавил да ми дојдеш промет. И јас автограм ми давам на црвени мајци. На крај вика пари. Викам не ти дојдеш за пари, зиме си парите. И он ми дава црвени мајци. Што ги потпишува? Отвора бар да реге пир. Трите факела. Трите факела. Тоа е Не еден фрлам спорен, под мишка. спорен, Си ги донесов во Скопје. спорен, како да го кажам, спорен дизајн на времето. Па знаеш, 78 е немаше интернети, немаше информации, немаше. И, ама удба све дозна, кога дојавте Не, тука, не, кога се не, да, затисте. јас тешко им беше, верувај. Не знае англиски. Они се дружеа у црква или на пикник, они ги викаа. Аха. После така, тие генерации се најдов едва и струмичанец. До мене, сашто може ли тука са не верувам немал работа во Струмицата, па се одселил. Тоа време се удбали, како и викаш. Они ги Управа за растурале, државна ги карале Меѓу нив. меѓу нив. Да. А јас па смешни правила, стварно кажа, пред сите, дај, оти ме замоли еден, дај бе Рингов, тепајте ги. Екипите бе, се зна, Сен Џорџ се евреи, Маркони се италијаните, Југал се Срби, Ела се грци. Дај бе, вика, Тоа се тепајте. аматерски екипи. Аматерски. Да. Ла фудбал него. И ми вика, дај бе Рингов, тепајте ги, на работа сме. Па ќе ги зафаркавам. Да, нашите ве победија, да. И јас тоа стварно го кажах, дај бе, нема смисла ради луѓето и пошто. победиш. Тепаме. Добро сега. Ама они друго мислеле, тие провокаторите. Провокатори друго мислеле. Ма смешни се, за мене се смешни. Ама, значи не е баш мит дека не се води. Не. Значи Се има се вистина води. во тоа. Па, зато јака била државата. Предпоставувам се, служби, ќе ти влезе, ни се случи тоа у Вулонгонг. Не на плажа, ајде не замолија стварно управата, мора да ја играме, сакате нејкете, они одлучиле, 6 дена, Дополнителни. дополнително, треба си дојдеме пример, 24 си дојдовме 31 очи ново година. Нова година. Декември. И се памтам Блажо, дај Васет да изиграме тамо со наши, нема проблем. Нема тренинг.
Да, од плажа. Од плажа и една група доаѓа. Знаеш, од авион ќе ги приметаш. 2 чекора, кондорите. Ако не изиграте со нас на прва, ми легнани. Ке ви фрламе стативите, нема да играте и со... Чекај бе, викам, ти шо си македонец, са другите македонци. А тие поделени македонците меѓу себе. И мора ти со едните со другите да играте. Па македонска работа, тоа мора да се покараат. Тоа е. Да. Е, тамо ми се случи тоа познато. Едва чекаме да си дојдеме. Јас сум многу отворен и до тука. Не е тешка турнета, ама малко и сакаш да се вратиш, да кажеш, да те прашат кај си бил, шо си бил. Да се пофали. Поклони, камери си купил. И дат превар тамо полн стадион, стварно. А тамо Истромичан е средна, Волонго ти е познат град, најголема железара у свет. Работници колку сакаш. Релативно мало место е, се знаат. И спремени, ајде утакмицата, на полувреме се случи инцидент, бомба ни кажа. И мораше да ме пуштите. Со полицијата и со... То кучиње. Не знам, снимат кучиња, гледат, ни надвор, нема ништо, па ајде, ви изигравме. И нервозни, едве, и у хотело се спреме, друг ден се за Сидне и од Сидне за Скопје. И сите неко непишано правило, што ги имаш доларите австралијски, да ги трошиш, нема да ги враќаме. И се договоривме, најубаво диско јас сакав, има ли? Има. Со такси јас заден. И ми текна со Бермуди, не се влага, знам ке ме вратат. И еден со брада. Човек со брада. Човек со брада. После го Како сретна. зборува? Македонски. Македонски. И шо вели? Влези. Влагам на трасот. Стварно и сам По Бермуди, по Бермуди сам. Знаев, ке се вратам, ке се облечам панталони. И седна прво сам, глупаво ми беше, ги викнав Рајче. Посебно место за... Посебно, мислаш сум газда на диското. Оно кјошето, Кои седат фудбалите со вас? го викнав Драганич, Мирослав и покојни Рајчевски. И Владко, нормално, кумот. Владко Димитров. Димитровски, кум сам. Тој ве кум. Да. Најболи дечко. Да. Кога добро иде, почна шампањац, ке го отвори тоа најскапото, како го викат. Дом Перињон. Дом Перињон, малко, Шипо, ново, Ново шише. ново. Јас почна да се смеем. Викам, Нямаме пари за... чиновников, викам, ке ми име една година дена, стварно кажа. Влада, викам, ке у кујна кој се бутнеме, година дена да се отплатаме. 4,5. Нема спиење за коферите, сите спремни, едва чекам. Да. И па со излегувате такси. Од диското у хотел. Да. И дојде. пред мене се Владко, и јас некак од засада. И осетив, ланец имав дебел. Од позади ме залепи на асфалтот. Некој. Некој, тај со брадата. А тој што со брадата, што говори македонски. Да. И спискав јас, сама ме исправи, фрли го магарето. После ми кажа, аз реке, не сум Што кажал. е магарето? Јас имав дебел ланец и од свадба тетка една титовка Јосип Брос Тито ликот. Да. со обруч. Се реке не кажав, на тоа магарето. Јас закутов исплашен. Да. Нешто Гоце Делчев, ти дај ми, викам, Гоце Делчев сега. Одма, викам, дај ми го Гоце Делчев. Ама се ослободив кога ги видов Владко на влез во хотело. Избега. У Трговски евака. После колку време?
После 3 години. Истиот човек во Скопје, Истиот се смее. во градски трговски центар. Да. Јас од клуб. И што? Имаше конверзација? Шо? Шокиран. Он се смее. Така функционира. Значи, службите пробале да ве испровоцира да кажете нешто проти Јосип Брос Тито. Да. Магарето тоа. Магарето, да. Фарли го магарето. Прво, чудно ми беше од кај знал, Аница, подрес ми е. Па добро знаеле. Може на виделе. плажа, не знам. Веројатно на плажа. Било снимено, сликано. Да. Среќа што се смеем. Мислам, не знам, многу брзо јас забравам, ама и знае веќе. Ако сте кажале, еве го, ако сте испаничиле во моментот, Кој еве знае го ќе ти го магарето. напише тој, Тоа после може и затвор да си. Да, ќе те викат. Да. Ја запнав, дај ми го. Е, добро, сега ајде, немаме ние премногу време, вашите Не, кариери и многу после друга. другата година па отидовме. Ајде, нешто Ама да веќе искусе. спомнеме. Сега, Бобек го внесува Вардар во прва лига, Точно. ама кој го прави Вардар да биде онака, да го стави на некои шампионски патеки? Кој е тој тренер кој може да се истакне? По мене сите збораца, не знам, Бобек селекција направил. Во ред. Професионално. Што не убеди, јас верував, оти можеме повеќе. Професионална работа. Тоа што сам болам Васо Кој е тој да сега? зарадите Вукашин Вишњевец. Аха. Има една фама, има тренери што се фалат, јас го направив. Аха. Кога ќе потпишеш професионален договор, си купен за некои добри работи што ги прави. Ако не си добар, нема да те купам. Срчан. А повеќето тренери, ајде сега ќе центрираме. Учат некои основни работи. Е тоа Правите тренери се ке за Вишњевац мене го нема во... тоа. Па нема. Натјерај. Да. И капитен му бев сега. Добро, Сега дискутираме. видите 2 милиона премија за победа, така? Колку се пари тоа у денешно време? Како Па да не израчунаме? знам, јас... Колку шинеше нов автомобил? 2-3 утакмици, 101 може да се купи. Со 2,5. 3. Со 2 победи, една нерешено. 101 оди. Нов автомобил, да кажеме, стандардно. Дори имаше... Оти не знаја, Ауто Македонија, мислам се викше фирмата, са дечките што прода. Абе, Васе, кредити има, бе, какви кредити, викам, тај, бе. Да, ево ке. После, ке тепам, па ке земам. Значи, добро се Но. заработувало во тоа време. Во тоа време, уопште фудбалот беше професионален, знаеш. Да. Не бевме како Германија, Запад, ама бевме за 10 класи болje од Исток. Да. Бееме Помеѓу истокот и западот. и Запада. Да. И Таква сега- беше и политиката на Југославија, предпоставувам. Да. Помеѓу истокот и запад, па кога снема Добри истокот, фудбалери, ја ама снема не ти Југославија. дават па да бидаш и ептен добар. Да. Ке те викнат. Сега, Вардар и, значи, доаѓаме до Вишњевац, кој, нели, тогаш во тимот доаѓа и се подмладува тимот, нели? Да, Делумно, доаѓа Дарко Прекоректен Панчев, беше доаѓа го познава. Тони Савевски, па... Не, Тони е, например, уче Јосип Брос. Аха. Не знам, мислам трета или четврта година тука завршува. Кај Бобек дојдува са и Томче Трајановски, Гоце Алексовски. Добро, значи една селекција на квалитетни млади. Секој че сете млади направи. фудбалери, Меѓутоа, знаеш како функциониравме? Нема состанци, нема анализи, нема колку може од на тренинг, толку и ние. Тепаш дома, земи пари. Надвор изгуби, ником ништо. Што со Бобек? Со Бобек. Да. Сега со Вишњевац тоа се менува. Вишњевец, прво правилник он стално, јас Владко како правник, горе беше проценти, зејтинот скапнал,
А јас бев авторитетот. Правилни се ние ги правевме. Да. И го направивме. И Вишњеваc ме вика, Болан Васо, убаци ово, чекај, викам се. Прв тренер осетив, 90% тренерите се со управата. А знаеш, управата подобро да играш, ама помалку да ти даде. Да. А ова беше обратно сега. Ова е обратно. Вишњеваc е со нас, прекрасен, правилник викам, што ќе ми се меша сега ова. Паметан си, али вика да убацимо проценти за публика. Прво Прво повеќе публика, да се зголемува премијата. премијата се зголема. Јас на прва викам, че нема да правиме за ти публика. Не, стварно, серија. И се зголемува публика и... Значи, кај што има пари, има и музика, и Вардар почнува да се игрува подобро и во еден момент И Вардар, публика се врати. малце да го забрзаме ова сега. Ајде. Нормално да не забораваме, не е тука само Вишњеваc, тука и И Димовски, и Димовски, Илија Димовски, да. И Да, и И стигнува Дончо до место во купот на УЕФА. Точно. И вие одите прв надпревар Динамо од Букурешт, таму губите 2-1. да. Сега има еден мит дека доаѓате во Скопје, на Скопскиот аеродром. Точно. Петрова Стоеш се вика. И дали е мит или е вистина дека фудбалерите стануваат сами на аеродромот без превоз? Се враќаме чартер, добро Да. организиран. Сега тамо да не одолжувам, управата си седе напред, за нас нема место, кај ќе стигнеш авион. Добро. Добро, не седите заедно, него кој кај стигне. Одаме на тренинг тамо, домакино ни го дава теренот, ден пред, ОФ-но правило е. Да. Вака не би ни дале ништо. И зегоме на тренинг, цела управа наша игра, шутират на теренот. На стадионот на Динамо Букурешт во Шутерата, Букурешт. засукани ракави на кошули, на контури. И јас на виша викам, нека играта, ние се вратаме у хотел. И? Добар резултат, не, Добро. воле. Се враќаме пак чартер, 2,5-3 сабајли. Торбите, да го кажам, тракторни ги ноше торбите. Да, такво времето беше, да. Фрла доле, чекаме ние, излегуваме надвор од зграда. Сами. Нема никој. Вишо, шта е? Управата, Сите службено дома. Може и спиеле веќе. автобузи, фудбалерите нема. Ништо. И вие од 2-3 сабајле седите на Скопскиот аеродром, пред Скопскиот аеродром Пред. и не знаете како си отидете. Немаш мобилни, нема телефони. Заклучен, излегуваат женички, хигиеничарки од... И дое комбе. Што ги Тоа доа? е. Да ги земат, дома да ги врати. Вишот се нафарли на шоферот. Ни гриф ни дужен са, човеко. Што ви кажа да не вратиш и нас? Да не врати, кај ги да вратам, овој човеко. И регистриран сум, не знам, за 6, за 7, за 8. А вие цела екипа. 16 фудбалера, 3 тренера, 2, колку 20 души. И на крај се напикавте у тоа автобусчето И и шоферот, стигнавте да, во Скопје. ама вика, Василеве, јас имам маршрута, како се вика. А викам, терајте, ние ги рипаме. Како што ќе не оставаш во Скопје? Аеродром, Да. е По Вишњеваc, населбите. одма, тако беше, нема лутиш, тренинг поподне. Јас порано, тоа е познатото. Бранко Давидовски, Мајка го прав спомна дојде, денеска, да. како беше Романија. И тогаш вие одите во Радио Скопје и И јас давате викам, изјава Управата не заборави на аеродром. И тоа е оваковечено. Значи, џабе го сметаме за мит, тоа си било вистина. Тоа си Е, за имало. проблемот не е да го расчистат, да не се случи друг пат. Оти по Загреб еднаш без автобуси беве. Току зашо сум кажал, Аха. тоа е проблемот, са како бе ти, одма да И од Тренинг. управата. Зашо бе ти сега? Зашо, кажа? па Ние го кажа. заборавивме, а ти сега се љутиш. Е сега, ајде брзаме малку. Хајде. Ja прашам уште неколку митови сакам. Елиминиран е Динамо Букурешт, е голем клуб. Вардар не е голем клуб во тоа време.
Динамо е баш голем клуб. Да. Без. Букурешт е огромен град. Скопје Динамо и е. Стеаua сега, е репрезентација. Второ коло е Данди Юнайтед. Да. Данди Юнайтед. Сега тука има еден мит дека картите за лето до Лондон Точно. биле малку поевтини од вообичаеното. Да. Зошто? Не знам, сега размислам, стално ме вика, постојано, о клуб за такви одлуки. Сад го разбирав тренерот да не се побунеме. Одеш Да. пред надпрева. Добро, вие сте Ме викна председател Ленче- на совет на фудбалери, тоа е една Ма социјалистичка. измислена социјалистичка, то да го кажам, за да ме кај ник да сам блиско, Аха, да не забегам. да. Добро. Се ми И сега- знае и ме викат о клуб, се расправат Скапи Циле се Марковски, мислам, беше председател нешто, фирма имаше голема, му кажале, ти патот, да го плати. преко фирмата. Не ги интересира, толку е. И човек И бара... човеко се маче, наша секретарка Ленче, Аха. заборих презимето, јас до нив и со право човек, дај Ленче, Нешто најефтино. поевтино. Па 20 души, како 20. Пој. 16 фудбалера и тоа и 10 управа ти. Да, и сега сето тоа треба да се плати. Треба да го платам од фирма, До Лондон, па од вработени, Лондон до Данди во Шкотска. Тоа е голема пара. кошта. Да. Стварно. Чини многу. Управо е Циле Марковски. И Ленче звоне Дара Зец, Да, разец е. секретарка, вечита, фраерка, јас ја викам, на ФК Црвена звезда. Стварно бе помагат. Најдоа студентски и ало, Дара, Ленче, Попусти. овде. Има ли некој од... Има, вика, со посебни потреби. Наефтино. Најефтино е. Добро. И фудбалерите Ја си беа памтам. како инвалиди. Хендикепирани лица. Е са, одиме Скопје, Загреб, Лондон. Не знае никој. Да. Пред тунело 20 колички имаш. И јас викам стој. На аеродромот Хитро во Лондон. Да. Стој, викам, влагајте во количките, откине вратот назад. Само вие знаете дека Јас такви се знам и били. јас седнав во првата, тони ме. Тони Е, са управата Многу шо се. правиш ти? Седете во колички, викам, оти пишени сме со посебни потреби екипа неко дошла. И панечина. Значи вие заштедивте за Да. преку Али Даразец. тамо бевме, војство на пат, познат. Многу драг ми беше Гроздан Попов. Новинар, туристички сојуз. Прво, навлечење никој не сакаше да оде и слаби се со јазик. А и кој ви влечеше противникот? Гроздан Попов. Гроздан Поп. А знам како функционира, кога дојде викам како Гроздан, како Реал Мадрид се представи. А, значи тоа имало Замоци, зајци. се. Се. Е сега. Добро, се губи тоа Данди Юнайтед. И потоа Васил Ринов оди во Динамо Загреб. Е, 83-та е Динамо Загреб. А прво е Динамо Загреб, па е Па се враќам па Е, сега купуе. тука на брзина, немаме многу време. Ајде, реално што е, тоа е како интересна 15 минути. Чиро ми ја кажа. Каква е разликата меѓу Вардар и Динамо? Не знам за сите. Добро. Прво, Звезда, пред голема четворка, посебно. Голема четворка. Бе, југословенски прави фудбал е клубови. Црвена Јас дадов звезда, Партизан, изјава. Динамо и Хајдук. Дадов изјава тогаш, прво Вишњевац ме потегна, он изјава и на управа. Ние фудбалски бевме најдобри во Југославија, немавме клуб. Односно организација. Е, са новинарите, знаеш, твои колеги, Добро. зашо бе ти вака? Клуб е со сервис, со медицински лица, со... Ние бевме партизански. Да не се одиш с инвалидски колички на
Фудбалски надпревар. Нека и поевтина карта. А не, вешти доктор имавме оториноларинголог. Јас видов у Динамо, тако беше и Нешовиќ во Звезда. Он ако каже не игра, не играш. Да. Разликата кај нас, може ли, кај нас цел живот ке памтам сцена. Пред надпревар Горде Здравко се жали на палецот нешто, ножниот. Со клешта. Му го извади. Тоа инекциите и новокоин познати. Аха. Ако те боли после? нешто, А после, моменто, и да ти сечат нога не осеќаш. После не можеш. че во Динамо е многу по. Професионален клуб Да. со сите нишани, што се вика. Ни една опрема цела година. Една опрема, пери носи. Тоа дресот, мислите? Дресови. Еден дрес за цела година. Еден дрес. Тоа нели се менува на Река ти они полувреме? доваѓа, како? Не смееш. Јас стварно и наткен фатше на публика некој. И после? Нема. Паника, леле, што направи? Најдете. Со едно се загреват сад. Не ги фалам, ама толку е нормално тоа. Тоа е нормално да Пари се има... имаш, Да, а нема дресови, нема немаш чорапи, дреса. нема копачки. Са правило е, еве, пример. Се загрејаме двете екипи. Судијата внатре и ке свирнете. И сад, ке се повлечеш од напред, па ние. Сите клубови се пресоблечуваат, се загреват со мајци. Ние као влегуваме од тунелот, ама со истите излегуваме. Добро. Сега, значи, Динамо има една Много кратка авантура Динамо. во Германија, така, Айнтрахт од Брауншвейг. А Мика Таму уште Шпилјак, по-професионално Еве претпоставам. како функционират. Мора да Да. го кажам. Не ме пушта. Кој? Вардар? Вардар, уствари, никаде не сака да одам. Тука, Тука да се, да. да попоштам, да се откажем од се. Втори Линдене. Да. 2 август и Линден. Значи, вие сакате Ја- да идете во Динамо. Сакам, Чиро, Некаде, да. од Динамо. Значи, Јас кога ќе кажам, Блажевич сака да и Васил Рингов да игра во Динамо. он има еден договор, да го кажам, ако кој голема четворка, како функционира, кој прв ке потегне за играч, не се мешат три. Митот е дека тогаш сакала и Црвена звезда била заинтересирана. Сите сака. Да. Бех. Да. Значи, да. Јас кажав, добро доаѓам, и Вардар нема. Не може, добро. Се разочарав и векам, не играм веќе. Чиро ми даде подршка, не века, ќе дојдеш и да не играш, ќе те плаќам како да играш. И што се случи? За мене не Вардар, какви се политичарите. Председател на председателство на Југославија Мика Шпилјак. Честита и Линден, Да. и Господ Кај вика, нашите државници, нашите сите, представници, на да. купче, и вика, аве, не знам шта, али има неки ногометаш, проблем. Кој е ногометаш? За пола сат ми дозволија. Исписница. Што наплатио, тоа е друго прикладно. Тоа е, мислам, Меѓутоа, неговите трансфери. ма он може, како. Да. Така. Сега, добро, тој мит, значи го расчистивме. Имам уште 2 мита до крај. Ајде. Да ги, да пробаме да ги објасниме. Последниот надпревар, тоа всушност не е последен надпревар. Вие сте со штаки на градски стадион, како Да. се простувува и игра Вардар со Црвена Звезда. звезда на градски стадион во Скопје. Препол стадионот, Васил Рингов треба да го изведе првиот удар. Не, ни удар, не можам Не, ни удар. ама како е? Се договараме, стварно е, Бог да опрости Ѓорđe Николовски. Ама чекај, Што да тука правиме? имам ја сега мито Ајде. да го чистиме. Ајде, Тогаш Драган Стојковиќ Пикси, капитен. капитен на Црвена звезда, и тој Да. вади позлатена плакета, златна, маракана, маракана, црвена боја да, и и ми го подарок за подарок за мене.
за прегрнавме, простување, се да. избацивме. И од Вардар Никогаш никогаш. опроштање нема на ниеден играч од Вардар. Мене шо ме Подарок имаше од клубот, не. од председателот, мислам од собранието, цар Самуил Бакрорес. Бакрорес, добро. Ама тоа е од Џоџа лично. Мислам. Да, 99% е од да. И толку. и толку. И Сега фудбалерите. тоа пријатели, фудбалери, да. Пријатели, да, драги ми се. Ама како изгледа тоа сега? Да треба да почне, нели? Не, они договара, Звезда Вие сте во прифатила. Дресна Вардар, претпоставувам. Не. А не, во Мантил, Добро, да. со штаките, Звезда може да ама од Вардар каже. се простувате, да. Да. Звезда нема шанса. Од се прашува гостино. 3 минути ќе закаснеш. Нема судијата прашува делегатот, Дали делегатот може прашува да се закасни, да. Звезда, ма нема проблем и пола саат, вика. И тоа го чувам. Пик си дава, значи подготвен Памте дошол и од Белград, Пикси. да. Ми Ама го од Вардар спомна. некако нема, пошто Бе, чудно, тие даваат не подарок знам, и толку. не можам да си нема од Вардар објаснам. друг подарок Нема. на таа снимка. Да. Имам фудбалска топка од играчите. Да, топка од играчите. И уште еден мит имам. Ајде. Да кажеме, тоа е најголемиот мит за вас, Рингов. Навистина ли сте играле по ценка? Да. Значи, на сонце никако да не си игра. Толку ми беше симпатично, што го прифати. Да, вистина ли е дека Рингов не ќе да трча? Сега, дори Маратава го Аха. бефа. Јас инсистирав. Морам да се вратам, сега, крој што кажа, па сега вака било онака. Не е фудбалот кој повеќе клизичи прави. Добро. Фудбалот е главата да ти работи. Да, има таму некој, јас знам една, вели, и волот знае да трча, па не знае да игра фудбал, да. За сенката. Прво излезе од сите работи да трчаше ќе се враташе во Партизан, да не озбилен, да... И така беше и сенката. Меѓутоа јас кажа, кој бе капитен, беше само Јужна. Аха. Погрозен стадион, нема амени. Немаше у Југославија. Една трибина, Една трибина и другото беа мали. Да. другото. Имаше сенка, се правеше добра сенка. До се правеше, едно 15 метра Да. у теренот. Да, и лево крило. Е сега, одлично. јас како капитен биравме петка глава. Да, ама битно, Ма било што да падне. да. Јас викам страна низ имам према работнички. Аха. Напаѓам по лево. Второ по време ќе падне малку сенката и на северно према помошно. Да, малце ќе се засени. Ми јас викав треба ум да имаш. Да. А иначе за не трчање точно е. Ги собрав. Публика има стварно ден денеска сум Да. за публика играм. Плаќа карти, има право седа ми каже. Нема право спортски новинари, ги седна. Ај објаснете ми вика. Не трчам точно. Сенката точно. 100 гола како дадов првенствени во Југославија. Само за Вардар. Кјутат. Трчал борбене. Има тај што трче, куќе кога се прави. Има некој малтер носе. Еден мешалката. Надзорот позади викат, тука грешка врати се. Исто и фудбалот, Срđan. Да, да, некој трча, некој пак. Не може да екипа да има сите да трчат. Ти треба некој и да мисли, да распоред да прави. Тоа Васил е. Ригов, мислам дека близу 2 часа. Не знам дали е. И ќе ни избркат од ова студио уште малце ако станеме. А имаме уште толку многу што да разговараме, па Точно. може во некоја наредна прилика ќе дојдеме за нешто друго да Нема проблем. кажеме. Сега само малку ги начнавме тие митови кои ги има премногу во вашиот живот. Мора да кажам, фала ти на вакви прашања. Јас цел живот се лютев на ваши колеги. Да, отворете ме, прашајте. Главно им беше ќе дадеш гол. Да. Па добро. Па не сме точно академски играем фудбалери, така беше.
Ама се долуше тоа од бојкари, кошаркари, аматери беа. Да, и тие беа Стипендии зима. интелектуални, да. Стипендии зима они. Да. И они тренира, немој да се лажеме, само стварно факултети завршува. Иначе тешко е професионалното, паралелно. Да си има време за нешто друго. Уште еднаш благодарам. Благодарам и на тебе. Повторно ќе Обавезно. разговараме на слична тема. Почитуваме гледачи, тоа беше Васил Рингов, една од најголемите фудбалски легенди на Македонија, на Југославија. И како што реков, најавата легенда и по многу што друго. Пријатно.